Иван. Very keen to work here. Definitely. Machinery today more than ever. Thanks. Ние се сеќаваме на самитот, на вашето учество на самитот во Трст, донесе и придонесува многу вашето вложување. Добро утро на сите. Почитуван амбасадор на Република Италија во Република Македонија Карло Ромео, почитувана представнички на ЕБРД за Македонија, почитуван Никола Бартолини, раководител на секторот за соработка на делегацијата на Европската унија во Скопје, почитувана Александра Капобјанко, директорка на канцеларијата на Агенцијата за промоција во странство на италијанските компании во Скопје, почитувани представници на италијанските асоциации за градежништво, проектирање, за електронска и електротехничка индустрија, железниците, денеска присутни овде, почитувани владини представници, почитуван градоначалник на Скопје, почитувани деловни луѓе овде од Македонија, почитувани деловни луѓе од Италија, кои што сте денеска присутни, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На моје огромно задоволство имам чест заедно со амбасадорот на Република Италија во Македонија Карло Ромео и со градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов секако да го означам отварањето на овој бизнис форум во организација на амбасадата на Република Италија во Република Македонија и ИЧЕ, Агенцијата за промоција во странство на италијанските компании. Длабоко верувам дека денешниот бизнис форум представува одлична можност да ги отвориме перспективите за развој на енергетиката и инфраструктурата и за заштита на животната средина, преку плодоносна, квалитетна и широка дебата за прашања од исклучителна важност за еднината. Македонија навистина представува најважна крстостица на Балканот, кога станува збор за инфраструктурното и енергетското поврзување. Но исто така Македонија представува и најцврст јазол кој ги поврзува земјите од Западен Балкан на културно и историско ниво. За нашата земја да исполни таа своја клучна задача, планираме да ги ставиме во функција сите капацитети и да го впрегнеме целиот неискористен природен потенцијал што Македонија го поседува, да направиме поврзување на земјата преку патна, железничка и енергетска инфраструктура со земјите од регионот и Европа и секако да ја чуваме и унапредуваме паралелно со тоа животната средина. Особено значајно за нас е да обезбедиме диверзификација и достапност на енергенсите до сите граѓани и до компаниите. Во тој правец сме посветени на реализација на процесот на гасификација преку интензивирање на изградбата на гасоводната мрежа, но и гасоводното поврзување на земјата на гасоводот ТАВ. Со ТАВ ќе имаме избор, ќе имаме и втор доставувач. Целта е ефтиниот енергенс, природниот газ да биде достапен до секоја куќа и домаќинство во Република Македонија, но и до огромниот потенцијал потрошувачки кој што го дава стопанството во Македонија. Со тоа истовремено овозможуваме и транзитирање на природниот газ низ Македонија кој понатаму ќе се користи од потрошувачите на останатите земји во регионот, со што ќе се поттикне развојот на инфраструктурата во сите земји на Западен Балкан. Гасификацијата на нашата земја не е само енергетски и економски проект, гасификацијата е и еколошки проект, зашто здравата и чиста животна средина е наш императив како што е во сите земји од Западна Европа. Во однос на планираниот развој на патната инфраструктура, започнавме градежна офанзива на изградба и рехабилитација на 800 км патишта низ цела Македонија. За таа цел обезбедивме средства во висина од 270 милиони евра, дел од нив покрај нашите буџетски пари се и од Европската банка за обнова и развој и Светската банка. Во моментот се реализираат, веќе почнаа со реализација 2 експресни пата во вредност од 51 милион евра. Со пуштањето на автопатот Емир Капија Смоквица го комплетиравме коридорот 10. Остануваме посветени на изградбата на коридорот 8. Ги охрабрувам градежните компании од Италија да аплицираат и на тендерските постапки да бидат дел од новото поглавје во изградбата на македонската патна, железничка и гасоводна инфраструктура.
Некаде проекциите за следните 3 до 4 години во патната инфраструктура се околу 500 милиони евра, во железничката инфраструктура само коридорот 8 во трите негови фази, еве втората тендерот се распишува, е 650 милиони евра, дополнително на тоа 529 милиони евра е железничката пруга со завршена проектна документација, која што се надева месента ќе биде во постапка на објава, е во вкупна вредност Кичево-Лин пругата 529 милиони евра. Гасоводната мрежа заедно со гасификацијата на урбаните средини во државата достигнува некоја милиарда евра. Сето ова, навистина, би можело да биде изведено во Македонија со искуството кое што италијанските компании го имат, можат да донесат ноу-хау во партнерство со нашите македонски фирми и текако да направат квалитетна изведба на овие големи проекти, а со тоа и инфраструктурно Македонија да стане европска земја. Кога станува збор за енергетиката, сакам да кажам дека работиме посветено да ги достигнеме и овде европските стандарди во процесот на менаџирање со енергетските ресурси и да потикнеме нови инвестиции во енергетскиот сектор. Еден исчекор кон исполнување на таа цел направивме со носење на новиот закон за енергетика, направен по европски терк. Ги спроведуваме одредбите и обврските од третиот енергетски пакет на Европската Унија и директивата за обновливи извори на енергија. Создаваме услови за сигурно, безбедно и квалитетно снабдување со енергија на крајните потрошувачи, ефикасен, конкурентен и финансиски одржлив енергетски сектор заснован на начелата на недискриминација, објективност и транспарентност, кој што обезбедува високо ниво на сигурност во снабдувањето со енергијата, безбедно, сигурно и ефикасно функционирање, одржување и развој на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија и природен газ, како и системите за дистрибуција на топлинска енергија, со цел да се обезбеди високо ниво на услуги за потребите на корисниците на овие системи. Примената на воспоставените согласени правила за прекогранична размена на електрична енергија и природен газ, поттикнувањето на користењето на енергијата од обновливите извори, вклучувајќи и соодветни ефективни финансиски мерки за поддршка за достигнување на целите на политиката за обновливи извори на енергија и сигурност во снабдувањето со енергијата. Заштита на животната средина и климата од негативните влијанија при вршење на енергетските дејности. Наша цел е да ја вратиме Македонија на европскиот енергетски колосек и да ја поврзиме со регионот, со Европа и со светот, во пракса и на дело. Одговорниот пристап по спроведувањето на политиките кои ќе го променат и покренат целокупниот економски потенцијал што нашата држава го поседува, очекуваме да резултира со забрзување на економскиот раст, кој ќе донесе подобар живот секако за сите наши граѓани. Развојот на енергетиката и инфраструктурата се цврста гаранција за одржлив економски раст на долг рок. Од тие причини силно сме посветени да ги реализираме зацртаните цели и да поставиме сигурни и стабилни темели за еден одржлив економски раст. Овде ни требат пријателите. Италија е голем пријател на Република Македонија, земја која што е еден од главните столбови на Европската Унија, кон која што мојата земја тежне. Тоа име јас упатувам отворена покана на пријателство, да ја продолжите и унапредите соработката која што веќе ја имате во нашата земја со домашните компании, да ја зголемите трговијата, но и да конкурирате на сето она кое што представува наша амбиција во изградба на сеопшта инфраструктура во Република Македонија. На самиот крај, сакам да изразам благодарност до Италија и до италијанскиот амбасадор Карло Ромео за постојаната поддршка што Република Италија и ја пружа на нашата земја во повеќе сегменти. Посакувам успешна и плодна дебата, чии што заклучоци ќе бидат значаен инпут во спроведувањето на квалитетни политики во интерес на граѓаните и во интерес на соработката помеѓу Република Македонија и Република Италија. Благодарам.